влезот е во белите дробови, ама прво поголема штета ќе направи на крвните садови цигарите. Така да имаме зголемен притисок, уништување на крвните садови кои го исхрануваат срцето, коронарна артеријска болест, оттаму се инфарктите на срцето, уништување на крвните садови кои го нахрануваат мозокот, оттаму се мозочните удари, појава на ритми. Значи, пациентот треба да преживее сите кардиоваскуларни заболувања, да преживее хоп, па на крај доаѓа карциномат. Значи, не е само белите дробови. Секундарното пушење е ставено и како дијагноза и како ризик фактор од Светската здравствена заедница. Апсолутно помалку штети од активен пушач, но статистиките кажуваат дека за 30% се зголемува ризикот од карцином на бели дробови кај тие што не пушат. Значи, ризикот се зголемува за 30%.